Здраво, Шкорпи, и добре дојдовте во вашето видео во кое ќе ги толкуваме пораките кои ни ги испраќа универзумот преку таротот, се однесуваат на месецот кој следи и нема се да биде за вас, разбира се генерални пораки, меѓутоа вие ќе препознаете се што се однесува на вас, секоја порака упатена до вас, вие ќе си ја препознаете. Ајде да преминеме на главното. Од досега, видејата што ги завршивме за другите знаци, вашето е најдобро. Вашето, значи месец мај, предвидувањето за месец мај се фантастични за вас. Тоа морам да ви кажам. И за близнаците беше добро. Месец мај за близнаците ќе биде многу добар, но за вас е уште подобар. И уште ако имате нешто во вашиот, вие сте нешто познак или месечев знак или било што, близнак, замислете каков месец ве очекува. И сега да преминеме на ова што е овде. Ако вие треба да си го чуете. Од каде да започнеме? Ајде да започнеме од тоа дека дел од вас, еден голем дел од вас, ќе прославувате нешто. За секого различно, значи некој ќе славите за ова прославување во некако чувствувам дека е поврзано со некакви обичаи христијански, верски, какви да се. Може би прославувате брак, венчавка, нешто такво, нешто во црква што се слави, може би е крштевка. Да, многу е голема веројатноста дека ќе биде крштевка. Може би па само прославувате за вашето најмило некаков успех. Некаква прослава за вашите најмили. Може месец на матурие, може би матурски ќе прославувате и така натаму. Сега за еден многу мал процент од вас, вие влегувате во нешто, вие се впуштате во нешто. Потпишувате некакви документи, се работи за некакви договори кои вие ги потпишувате. Влегувате во некакво партнерство или во нешто ново, меѓутоа, што треба да знаете, значи мора ова да го знаете. Ако треба по 100 пат, меѓутоа, убаво и добро разгледајте на што ќе се потпишете. Затоа што мислам дека она во која ќе влезете, прво не е добро, нема ништо добро да ви донесе, а второ тешко ќе излезете. Затоа, ако вие веќе во нешто се впуштате, јас ве замолувам, значи по милионити пат добро прегледајте ги сите услови на кои се согласувате и добро прегледајте се на кое ставате вашиот потпис и вашата согласност. Внимавајте, затоа што постои тука, овде постои некаков нечесен ентитет, овде постои некаква нечесна енергија. За уште помал процент од вас, јас мислам дека вие се вклучувате во некаква организација или здружение или што и да е, кое не е добро. Значи овде работите не стоја добро. Вие сакам да бидете внимателни каде влегувате и во што се впуштате. Гледам дека сте на прагот на некаква иницијација во некаква организација и ве замолувам да внимавате затоа што работите не се добри тука. Овде не се добри. Ова е за еден многу мал дел од вас, како што кажав, значи вие сите другите останатите, радувајте се затоа што месец мај носи таква радост и таква среќа и такви успеси, какви што не се доживуваат секојдневно, затоа што дел од вас, месец мај ќе биде мај во кој вие ќе бидете звездата во вашето семејство и во вашата поширока фамилија дури. Затоа што јас гледам дека овде вие ќе успеете да изградите империја. Ова е нешто генерацијски. Вие на вашите деца ќе му ставите нешто значајно, нешто многу големо. Нешто огромно. Не знам за што се работи, вие знаете, меѓутоа јас гледам дека вие генерацијски, значи уште генерации по вас ќе живеат од сето ова. Ова е нешто големо. И вие сте звездата во вашиот дом, вашето семејство и поширокото семејство.
И ова се исполнување на сечи желби, фантазии. Еве вашите ќе се исполнат овој месец. Некој стрелец се појавува постојано овде. Некој стрелец има нешто во нешто доаѓа со некаков баланс, нешто ќе ги балансира работите, каде што можеби тој ќе биде балансирач за да не влезете во некаков да се впуштите во некаков договор или организација кај што не треба. Можеби тој стрелец ќе ви покаже на што треба многу да внимавате. Меѓутоа се појавува некаков стрелец кој ќе донесе баланс и оптимизам во животот ваш. Јас гледам дека и покрај вашиот успех, вие се терате себе си постојано уште повеќе и другите мислат дека вие дури се истоштувате. Вашите блиски мислат дека вие премногу се вложувате во ова и не е добро за вашето здравје. Но што се вашите стравови? Вашите стравови пак овде се дали вие ќе постоите доволно долго на овој свет за да им возможите се на вашите најмили. Дали вие ќе успеете докрај да го изнесете вашиот план, вашите идеи, вашите идеали, и вашите несигурности се само околу тоа. Дали вие ќе успеете да постоите доволно долго на овој свет за вашите најмили? И па јас да ви кажам, овој некако месецов стана на големи предвидувања месец и овде јас таротот сака да ви порача нешто. Да, ќе успеете. Знаете до кога ќе ве следи магијата? Магијата ќе ве следи се додека сте стари и со побелени коси. Ете, до тогаш вас магијата ќе ве следи. Гледате, некој чувствам со бели коси, доволно долго живеел, остварил доволно, направил што можел. Ете, до тогаш постоел, значи на светов додека постоел, тој остварил се. До него е магионичарот, значи магијата ќе ве следи вам се додека ви треба, но можеби некаква порака е за вас. Магијата ќе ве следи додека е потребно. Значи, простор за грижи нема апсолутно никакви. Отприлика тоа е тоа. Значи, кажавме, нешто ќе прославувате, нешто во семејството, во домот. Некои од вас ќе патуваат некаде. Еден дел од вас ќе патувате. Ќе патувате надвор од земјата, указано овие. И многу убав месец, навистина. Предскажувачки месец. Значи, вие, ова што го слушате, јас верувам дека еден многу убав живот ве очекува. И па, драги мои, за крај, уште оно што го правиме секогаш, вие се замислувате желба, можеби и прашање некоја на која сакате одговор. Јас ќе одговорам кратко со да или не. Епа, одговор на она прво што ви падна на ум е не, за жал не. За жал или за среќа не може да знаеме. Не. И за крај, ова не се љубовни видеа, тие допрва ќе следат во месец мај, но ние овде не сакам да се оставиме, барем без една малецка, кратка порака љубовна, која за некој од вас нешто ќе значи. Некој може треба ова да го чуе. Ајде да видиме што треба да чујат шкорпиите моментално за месец мај, што ќе ви значи. Затворете ги вашите очи и кажете си себе си дека вие заслужувате да се чувствувате среќни. Ќе дозволите на среќата и радоста да влезе во вашиот живот без разлика на сите околности во кои се наоѓате
моментално. Поракава за некого значи нешто и јас сметам дека можеби некој од вас не се во такви добри околности во љубовта, ова се делот од емоциите, значи љубовниот живот, и мислам дека не се чувствувате, не сте во најдобра состојба моментално, меѓутоа за тоа да се промени, единствениот начин за тоа да се промени е вие да почнете да се чувствувате среќни, да барате среќа како знаете, умеете во најситните работи од животот, и чувствувајќи се така среќни, вие ќе ја привлечете вистинската среќа. Епа, драги шкорпи, се надевам уживавте, се надевам најдевте нешто што ќе ви значи, ќе ве води, и до следното видео. Чао, чао!